Жителите на Бузалково не можат да склучат договор со компаниите за откуп на тутунот. Тврдат дека се склучени договори само со 20 на семејства, а селото брои околу 300 куќи. Ако нема откуп, како да се нафатиме да садиме, прашуваат жителите на Бузалково, чиј главен извор на екзистенција со години е токму тутунот. Не дават, не дават. СЦМАК и Алијанса не дават, кој знае шо. Иако дават, ќе се дава 500 кг еден тон, повише не дава. Бога ми не може да одиме ни дома, ни ништо. Ова, еве сега дошла полицајците со евано и свеча струја. Добро, хајде за година сме земали некој денар. Не сме земали кој знае шо. Што ќе правиме, како ќе ги нанеме дете, еве. Полето останало не садено. Само за тутун. Бузалково се раѓа тутун. Треба Струмица кај има вода да не сади, Прилеп да не се сади тутун. Росаман градско да не се сади. Кај што е високо треба да се сади тутун. Нема ми вода најпрво. Ова е катастрофа. Овие луѓе се уште не го продале ниту тутунот кој им остана од овогодинешниот род. Денеска е последен ден, па повеќе од сигурни се дека тутунот ќе скапе, а тие ќе останат без пари. Бараат надлежните да го посетат селото сега, а не како што досега било пракса, само во предизборие. Премиерот го покануваме, како премиер, како еден татко на цел народ, да дојде да прашува оваа село како се бави и на што ќе живее. Наш апел до него и до министерот по земеделие. А не да дојдат до Раштани, председател на држава на Република Македонија, дошол нешња до Раштани, а Бузалково дали е жива, не дошол да го посети. Без договор нема ниту субвенции, велат тутунарите, кои планираат да ги бойкотираат предстојните избори ако нивните проблеми не се решат.